Джонсон Еми. Првиот славен лет на англиската авиатичарка Еми Джонсон на релацијата од Лондон до Австралија се случил во мај 1930 година. Особено интересно што таа приказна е поврзана и со градот Скопје. Еми Джонсон е родена во Хал во 1903 година. Во 1929 почнала да посетува курсеви по летање и станала страстна влюбеничка во авионите и височините. Нецела година потоа се одлучила на храбар чекор, со кој се прославила во светот. Сакала да биде првата жена што ќе ја прелета релацијата од Лондон до Австралија. Ја нарекувале и Линдберг девојка и кралица на височините. Самата набавила еден од тогашните популарни мали авиони Gypsy Moss и со него на 5 мај 1930 година полетала од аеродромот Крейдон во Лондон кон градот Порт Дарвин во Австралија. Откако поминала 6 недели во Австралија, мис Джонсон го започнала своето враќање со брод и пристигнала во Египет. Од таму требало авионски да биде префрлена во Англија. Значи таа слетала во Скопје, но со патнички авион, претходно патувајќи со брод од Австралија до Египет. Интересен е податокот дека во април 1930 година британската компанија Imperial Airways воспоставила линија помеѓу Лондон и Индија со задолжително слетување во Скопје. Од Египет Еми Джонсон долетала во Атина, а потоа во Солун. Во Скопје ги очекувал патничкиот авион и нејзиното пристигање на 3 август 1930 година, нешто по 7 часот со авионот на Imperial Airways кој го носел името City of Glasgow. Веќе од 6 часот наутро на аеродромот започнаа да пристигнуваат пајтони и автомобили на угледни граѓани. Кога слегла од авионот со својата придружба на славната мис Джонсон, прв и пришол градоначалникот на Скопје, господинот Јосиф Михајловиќ. Ја поздравил на англиски јазик, посакувајќи добре дојде од името на граѓаните на Скопје и подарувајќи прекрасен букет од свежи рози. Подоцна изјавила: "Во Скопје имав убав пречек. Во Лондон младата авиатичарка ја пречекале ни помалку ни повеќе, туку 1 милион луѓе." Џамбас Божидар Даре. Џамбас Божидар Даре е македонски фармацевт, борец и државник. Дипломирал фармација во Загреб во 1935 година. Веднаш по окупацијата на земјата во 1941 стапил во народно-ослободителната борба и бил активен борец. Бил уапсен од бугарските власти и интерниран во Бугарија. По Втората светска војна бил член на АСНОМ на третото заседание во 1945 година, министер за финансии во владите на Лазар Колишевски од 1946 до 1953 година, како и во владата на Љупчо Арсов од 1953 година. Бил председател на РССНМ, председател на Планинарскиот сојуз на Македонија, а вршел и други општествени и политички раководни функции. Тој е еден од основачите на Републичкиот Црвен крст на Македонија и негов долгогодишен председател до неговата смрт. Во негова чест, Домот на хуманитарни организации во Скопје и Планинарскиот дом на Водно го носат неговото име. Што ми расу десни, вечно